Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, на продолжението на денешниот дел би сакал да констатирам дека владиното мнозинство се уште има проблеми во своите редови. Тоа можеме да го видиме и од 50-тината присутни пратеници од страна на владеачкото мнозинство. И една од причините поради која што денеска закажуваме продолжение дури на 4 седмици е да се покаже на јавноста дека собранието работи, а во суштина имаме по 1 до 2 точки кои што исполнуваат услови за работа на денешната пленарна седница. Како заклучок на денешната моја процедурална забелешка е дека очигледно дека проблемите во владиното мнозинство се уште не се надминати, затоа што доколку беше обратно, очекував дека денеска ќе закажевте продолжение на 34-та седница, која што ја пробав и бевме во обид да ја почнеме на 16 февруар 2021 година, пред повеќе од 2 недели, на која што има повеќе од 70 точки. Очекував да ја почнете оваа седница, меѓутоа очекував и да излезете во пресрет на барањето на тутунарите во Република Македонија, за која што ние како опозиција поднесовме закон, добивме подршка и од пратеници од владеачкото мнозинство кои што имаа средби со здруженијата на тутунари, затоа што, почитувани колеги пратеници, законот за тутун ВМРО-ДПМН како пратеничка група го побара да се одржи на посебна седница и за таа седница, дали имате проблеми во владината коалиција или не, ние ќе бидеме внатре да го поддржиме присуството, односно да направиме кворум на таа седница, затоа што со ова законско решение можеме сите заедно да излеземе во пресрет на тутунарите кои што мачат со годинашниот откуп и реколтата. Имено, откупните центри во државата се затворени, официјално откупот е завршен, а неоткупени, колеги пратеници, останаа повеќе од 2 милиони килограми тутун. Затоа замолувам да смогнеме сили и закажеме нова седница со една и единствена точка, а тоа е законот за тутун, на која што ќе овозможиме откупот да продолжи до 31 март, како би можело да се реши овој горлив проблем на една голема група граѓани, земјоделци, кои што по основ на оваа земјоделска култура ја обезбедуваат својата екзистенција и на своите фамилии. Ви благодарам.